Кога прв пат дојдовме на ова место, нашата реакција беше зашто толку малку се зборува за камењански водопади. Значи, но ова место има толку убава раскошна природа која комбинирана со златните човечки раце кои што го направиле овој прекрасен пат, ви овозможуваат да уживате во една прекрасна невидена природа. Па затоа решиме денеска да ве донесеме и вас тука и да ви инспирираме што поскоро да ги посетите камењански водопади. Сега, првата знаменитост која што сакате да ја посетите кога идете на кај Камењане не е природна, туку е гастрономска, а тоа е ова легендарно место каде што се прави бурек под сач. Значи, гужва фул, луѓе од секаде, сите се натидеат, ние зимаме за носење и ќе седнеме некаде под сенката на водопадите за да го правиме овој прекрасен бурек. Втора знаменитост што сакате да ја видите и треба да ја видите кога одите на кај Камењански водопади е дефинитивно оваа воденица. Од многуте воденици кои што постоеле на Камењанска река, останата е само една активна благодарение на Чичко Љутви, на неговата сопруга, кој што се уште активно го работат ова. Тука може да си купите брашно, еве и помладите генерации може да видат еден начин на живот, една традиција, една култура која што порано живеела, благодарение на господин Љутви и неговата сопруга, сега тоа се уште е зачувано и можеме и ние да го видиме и да посведочиме на тоа. И како што гледате, со нас повторно Тања и Димса, што значи дека не ги обесхрабривме минатиот пат и еве на втора тура поред заедно. Оваа тура е популарна од две причини. Првата е затоа што можете со кола релативно блиску да дојдете до местото кај што почиња убавата природа, а втора затоа што најголем дел од водопадите се под сенка. Тоа значи дека и во вакви летни месеци, кога температурата е висока, може да отидете и да пропешачите без да се скувате. До првиот водопад имате отприлика нешто помалку од километар. И тој пат има една блага стрмина, која што е малце поголема, другото е речиси се рамно. Не е скроз под сенка, меѓутоа има и доста сенки. Значи, еве сме пред официјалниот почеток, да кажеме, на патеката за Камењанските водопади. Ќе видите од стартот дека веднаш еден куп дрвени мостови, држачи, скали и така натаму, така што, као што се качуваме, ќе ги гледате снимките, ќе видите во каков обем всушност е направена една инфраструктура да можеш да качиш едно 300 и кусур метра надморска височина и да качиш 7-8 водопади кои што се еден над друг по скалички и содржалишта секаде каде што е малце потежок теренот. Еве сме кај првиот водопад, значи еден од 8-те, и веднаш ја гледате оваа убавина со сета своја раскош каква е, а рачунете дека има уште 7 вакви, од кои што најголемите и најубавите допрва следуваат. Исто така, она што го зборувавме, значи направена е комплетна инфраструктура ваква дрвена, секаде каде што има голем успон, нерамен терен и така натаму, да може да се качите и да поминете без разлика дали сте нели со опрема, кондиционот спремни и така натаму. Овие скалички многу го леснуваат пристапот до сите 8 водопади. Прва пауза и не дочекавме до 5-6 водопад. Веќе на втори го отворивме бурекот под сачи. Она што може да кажеме дека е феноменален, не е премрсен. Настравот е многу вкусен, корите се таманка, така што голема препорака.
Како ти се свиѓа тато бурекот под сач? Убаво бурека. Шо убаво не сте ми стајле мевце, кажи, шо убаво? Добре. Добрата работа тука е што сите водопади сами по себе се убави како место да застанеш, да одмориш и да уживаш у гледката, што значи дека не мораш да ги поминеш сите. Помеѓу првиот, вториот и третиот има раздалечина, после третиот има голем успон по скалички и понатаму четвртиот, петиот и шестиот би требало да бидат малку поблиску еден од друг, така што доста луѓе што ги сретнавме на патеката, всушност отидоа до прв, до втор, до трети, направи пауза, пикник и си се врати. А ние храбро продолжуваме понатаму. Сме кај водопадот број 7 според многумина, најубавиот водопад на Камењански водопади. Ни останува уште еден да видиме, овој со вистина од 12 метара, малку потемно од другите, ама на вистина едно малце пошироко корито и доста по маркантно изгледа дефинитивно од другите, а тука имате и еден мал дел на кој што може да се застанете, да си направите баш убав пикник. Сенката е ладна, сега сме јуни 15, температурите се 30 и кустур надвор, а овдека е фантастично и може да си останете цел ден и да си правите еден прекрасен пикник. Еве сме и кај осмите, последните водопати. Она што е интересно тука дека има каскадни мостчиња, многу добри, многу интересно изгледа целиот овој простор, супер да се сликате, некој да застане на мост централно да го сликате до здола. Така што баш убаво се заокружува цела оваа тура од 8 водопади со последниот кој што, ајде ке кажеме, можда седмиот му парира со убавина, меѓутоа целиот овој отворен потек е некако баш епски тука, така што и осмицава генерално треба да стигнете да ја посетите, да не се откажувате четврка, петка, шестка, така да стегнете зуби, кај чуете нагоре вреди за секоја калорија и секоја капка почок ја потрошите.
ова позадина се еден надпис кој што веројатно кажа на тоа кои се иницијаторите на градење на целиот овој комплекс, така што на вистина секоја чест за сите и што дали иницијатива ова да се направи и сите тие вредни раце кои што помогнале да се направи сето ова за да можеме да доаѓаме пешки, да уживаме во оваа природа, и илјадници даски се заковани дрва за да можеме ние да уживаме денес ова, така што секоја чест на нас е да го одржуваме, да го чуваме. Сега за сега прилично чисто, има по некој ѓубре, ама некако што знае на други места и да се надеваме дека ќе стане така и уште почисто од ова. Еве сме сега на едно патче по излезот од 8-миот водопад. Значи имате два начина како се вратите назад. Едниот е нормално, се спуштате по скаличките, да се вратите до кај воденицата, а другиот е од десна страна после водопадот, да го фатите патот кој што носи накај Јаловљане и по него да се вратите назад. Така ќе направите една кружна тура, со тоа што е вака летно време, е малце посончево и малце пожешко, ама и полесно ќе ви оди одењето од друга страна, споредано со скаличките за надолу. И еве сме на патот кој што не спушта надоле кон воденицата, асфалтен пат, 3 км имате, значи правиме кружна тура. Малце е тука сонце, така што тоа е малце причина плюс можеби да се вратите по другиот пат, ама ако ништо друго ќе свртите уште еден круг, има поглед на цела котлина доле се отвара, така што ние сега за сега може да кажеме дека направивме уште една добра тура која што во овој жежок летен ден не просвета под убава сенка, видовме многу убава природа и како што кажавме, Ептен ја препорачуваме за да може да си прошетате овие жешки месеци кај што ви е ограничено каде можете да идете, посебно кога температурите ќе бидат повисоки во текот на денот. Ние се гледаме наскоро на некоја нова авантура.